Во услови кога според прогнозите ова лето не очекува нагло затоплување и сушење на вегетацијата, со еден авион Канадер и евентуално 2 хеликоптери, државата дома ќе ги гасне пожарите и тоа со помош од странство. Ова значи дека Македонија не е подготвена сама да се справи со огнените стихии и го наметнува прашањето како државата дозволи да дојдеме во ситуација да останеме само со еден Канадер, еден кој воопшто не работи и уште еден кој се сервисира и никој не знае кога ќе биде готов. Згора на се, нема луѓе кои знаат да ги управуваат. Апсолутно сте во право, бидејќи секое материјално-техничко средство треба да го користи човек. Почнувајќи од авионите, хеликоптерите, па до една обична цистерна. Треба вешт возач. Да, за жал, доколку имаме пожари со голем обем, постои можност да бараме помош од странство. Ангелов се теши дека и економски појаки држави однос како Турција и Грција не можеле да се справат сами со пожарите, додека не стапне пожарникарска чизма, вели пожарот не се гаснел. Ама Македонија нема нити доволно пожарникари, нити опрема. Сликата е секаде иста. Градоначалниците сега прават напори да ги оспособат против пожарните служби. Опрема немаат доволно, тоа е факт. Возила уште помалце, посебно за специфични места. Вистинска мака за Ангелов е што доколку се појават повеќе пожари во исто време, приоритет при праќање помош ќе биде политичката припадност на градоначалникот на чие подрачје избил пожарот. Иако се два или повеќе сериозни пожари, особено сега со новата политичка реалност во државата, кога имаме градоначалници од различни политички определби, ние навистина ќе имаме проблем при давањето приоритет, бидејќи главниот штаб прави приоритетна листа според која што утврдува каде најпрво ќе бидат упатени хеликоптерите, затоа што градоначалниците се научени веднаш кога ќе се појави сериозен пожар да барат хеликоптери. Државата нема доволен број на хеликоптери нити сега, нити минатата година, нити оваа деценија, нити претходната. Во Македонија никогаш немало доволен број на хеликоптери, вели Ангелов.